Почитувани колеги пратеници, за ова одлука за прераспределба на средства говоревме и на самата комисија за финансирање и буџет и дадовме секој свое видување, меѓутоа главно околу тезата дека се врши прераспределба односно парични средства за купување на тие инверт-клими од ЕЛЕМ на сметка на буџетот на Република Македонија. И морам да ги подсетам пратениците, посебно тие во изминатиот состав на парламентот, да колегите од Социјалдемократскиот сојуз водеа многу силни дебати, односно имавме и посебно седници околу борбата, односно и мерките кои треба да ги направи тогашната влада против аерозагадувањето, и најсилен во таквата борба беше пратеникот Васко Ковачевски од Битола, кој ја направи политичката кариера со критика во делот на работењето на РЕК, односно неработењето тогаш во делот на креирање на чист воздух. Така беа прозивките од овде на сите поединечно пратеници тогаш кои бевме од власта, дека ние лично сме виновни по име и презиме и ВМРО ДПМН затоа што има нечист воздух, односно загаден воздух во Република Македонија. Жалосно и најмалку што очекував дека тој како директор на ЕЛЕМ нема да може да ги плати овие инверт клими, туку ќе дојдат на товар на буџетот на Република Македонија. Најмалце што можеше да направи, а не да сади по едно дрвце низ Битола, дека тоа е неговиот придонес за да го реши аерозагадувањето. Толку околу ова. Сметам дека без план, без стратегија не може да се води оваа борба. Значи, ова борба не е борба само политичка и на ваков начин да ја водиме, е сериозна затоа што сите и невладини организации, ние како представници на граѓаните знаеме. Меѓутоа, кога го носевме буџетот, потенциравме дека не се издвоени доволно парични средства, дека од голем буџет 3,9 милиарди евра, ова износ што е за фатнината за заштита на животна средина и загадувањето 0,1%, што е минимално средства, треба да се почне тука, и она што значи прифаќање или не прифаќање на амандмани од сите пратеници, имаше и од ДОМ, не се прифатија, освен еден амандман. Посебно пратениците од опозицијата, ние со колегата имавме за поставување на мерна станица пред РЕК Битола, мерни станици како основни компоненти, затоа барем првата фаза во чекорот мора да знаеме колка во евро за загадувањето, за да може да се креира и таа борба против тоа. 2 мерни станици што имаше, значи постојано се во поправка во некој институт во Виена, така да планот, односно планот за живот на СДСМ беше дека комплетна замена на сите инструменти во 18 мониторинг станици. Ниеден амандман не се усвои, посебно во делот на поставување на мерна станица каде што не функционира во едно од најзагадените општини. И кога говориме дека нешто се прави, па се работи за 10.000 граѓани по градови, 2500 граѓани во Битола, во другите градови се во Скопје 5200, во Тетово 1500, Кичево 800 домакинства. На каков начин ќе се врши ова селекција? Освен изјавата на Ангјушев што ја даде, дека треба да дадат изјава и дека треба да си ги фрлат старите печки на дрва. Тоа е критериумот. Нема никаков друг критериум. Знаете дека на сумнителен начин се прават тие списоци во овие места. Денес говориме за одлука за пренамена на средства помината пола зима. Не можете да согласите од каде парите ќе се земат. Значи, навистина едно дилетантско водење на работите, едно навистина без план и без стратегија. И кога говориме за едно од важните мерки кои требаше да се направат посебно во мојата општина, беше делот на топлификација за кој говореше мојот колега, проект кој веќе во 2015 година со обезбедени парични средства од КФФ банката, досега вложени 39 милиони евра. На пратеничко прашање и мој на колегата, премиерот Заев кажа дека ова е веќе во завршна фаза проект и треба да се
и ќе го дофинишираме, меѓутоа проект кој сигурно не носи профит на некои луѓе, па затоа е стопиран, бидејќи последното беше избор само на меѓународен изведувач и целосно да се изведе со одобрени, односно имање на парични средства. Ова е незнаење, неможење и несакање да се дореализират проекти кои се започнати, кои директно влијаат на намалување на аерозагадувањето. И посебно за рек Битола и за филтрите. Значи, она што беше се ветено, дека со доаѓањето на власт ќе се работи на поставување на нови филтри, овие се изјавите од Елен, ќе бидат поставени модерни филтри, односно за период од 2 до 3 години. Дали е тоа ветувањето на Социјалдемократскиот сојуз во делот на предизборието? Дали сега во сериозните мерки и политики за намалување на аерозагадувањето или со едно вакво адхок решение што ќе биде пред избори, селективно, затоа што она што ние го правиме на терен, го посетуваме, граѓаните од Новац и Могила, кои се најдиректно соочени со ваквото аерозагадување, односно се одма до рек Битола, не се опфатени со овај божен проект кој значи намалување, односно, ете вашата борба на аерозагадувањето. Не. Почитување, или ќе бидиме сериозни, искрени во намерите, во делот на прво, одделување од буџетот на поголеми парични средства за борба против аерозагадувањето, па понатаму правење на една навистина план и една програма во овај дел. Во делот на многу важен, што навистина морам да го кажаме, во делот на една програма која ја почнавме во нови алтернативни извори на енергија, кажа и колешката Маја Морачанин, нема ништо направено. Тоа се дел од чекорите кои треба да се прават понатаму. Кажа еден, мислам, колега, барем една ветерница да се направеше. Барем некој нов исчекор во тој дел. Се она што беше во планот за живот, во делот на аерозагадувањето и борбата во тој дел е нула. Со овај проект, само на доделување на 10.000 домакинства, селективно, со инверт клима ништо не правиме. Тоа е еден мал сегмент на делување кој значи само едно искупување ваше, а да не кажам и на стварање на одреден профит на фирми кои се блиски до власт. Благодарам.